Време е за едно гостување. Не сум само во студиото. На мое задоволство утрово е Катерина Конеска од првата детска амбасада во светот, Меѓоши, тука во Скопје, организација добро позната на сите вас, со сите проекти кои што ги прават и инсистирање на правата на детето, инсистирање на општествена грижа за децата и така натаму. Но овој пат со еден посебен повод. Кате, добро утро. Добро утро. Сакаме да зборуваме за еден проект кој практично е заокружен. Ќе се презентираат резултатите од него на саемот кој е во тек, ќе кажеме малку подоцна за тоа, но објаснете ми вие еве на кој начин настојувавте или се гриживте или организиравте проект кој што од мали до нозе ќе превенира дискриминација или од секаков тип помеѓу децата. Така, првата детска амбасада во светот Меѓоши, заедно со уште неколку партнерски организации од соседните земји, веќе завршува, комплетира 4-годишен регионален проект, насловен кратко Председе, инаку со подолг назив Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа. Овој регионален проект е финансиран од страна на Европската комисија преку ИПА фондовите во форма на рамковен договор за партнерство и како што споменав сме вклучени освен Република Македонија, каде што спроведувач на оваа програма е првата детска амбасада во светот Меѓоши. Тоа го правиме во партнерство со граѓански организации од Србија, Хрватска, Црнагора, Косово, Албанија и Северна Ирска. Зошто е важно тоа партнерство, Ката? Што значи тоа што не сте сами, да речем, во проектот? Ви се олеснува спроведувањето, ги користите искуствата меѓусебно и така? Секако. Самото партнерство дава ги зајакнува нашите капацитети и знаења и токму така фактички меѓу нас партнерите, овие партнерски организации од државите кои што сме вклучени, така беа и дел од активностите поделени. Секој во на активност, во на компонента во која што има поголемо искуство, го споделуваше своето знаење, научени лекции со останатите организации, затоа што самата програма е составена од 5 компоненти. Едната компонента, првата се однесува на акциони истражувања, односно се вршат ваков вид на истражување на политиките, стратегиите и програмите кои се однесуваат на градењето на мирот и почитување на различностите уште во раниот детски развој. Потоа втората компонента е мониторинг и евалуација, односно следењето, мониторирањето на тоа како се имплементираат овие програми во праксата. Третата компонента се однесува на застапување и лобирање, односно ова во првата и во втората компонента што ќе согледаме дека може би има некој недостаток или потребно е во некоја област на некоја политика и стратегија да има одредено надоградување. Во ова компонента застапуваме и лобираме до носителите на одлуки да го прифатат и да го стават во своите програми. Четвртата компонента е директната работа со деца, каде што ние тука во Република Македонија работевме директно со дечиња во 11 градинки во различни општини во Македонија, каде што преку директно пилотирање на неколку прирачници за работа со деца од областа на почитување на различностите и градење на мирот и користење на персонализирани кукли. Како еден од методите успеавме да се трудевме да ги доближиме овие елементи до децата, односно да ги поттикнеме уште од најмала возраст да ги почитуваат и прифаќаат разликите. Разлики од секаков тип. И петтата компонента се однесуваше на јакнење на квалитетот, односно управување со квалитет во граѓанските организации, воведување на ИСО стандарди, па во рамките на оваа програма детската амбасада Меѓоши се стекна со сертификатот ИСО 9001-2008 за менеджмент со квалитет. Значи, се она што го работите, го правите на високо ниво во превод, затоа ви е важен тој сертификат како граѓанска организација. Сега, вие го спроведувавте тоа во текот 4 години и веќе можеме да зборуваме и за резултатите.